Почитувани, продолжува хаосот со екстерното тестирање во Прилеп, но и во цела Македонија. И покрај огромното незадоволство во јавноста, стресот кај децата и родителите, револтот кај наставниците, нелегитимната влада на Никола Груевски упорно го турка екстерното тестирање. Наставниците се под притисок и закана од казни, со што целосно се дефокусирани од основната образовна и просветна дејност која што треба да ја извршуваат. Прашуваме, дали може знаењето на еден ученик да биде оценето со 30 прашања кои ги одговара во време траење од 1 час? Дали наставникот кој го следи ученикот преку цела учебна година нема доволно капацитет да го оцени неговото знаење, неговата активност и целокупниот негов ангажман? Дополнително, со тоа што прашањата и одговорите се достапни, се отвора можност оние ученици кои не пројавиле интерес за наставата и покажувале слаби резултати на редовните тестови во текот на целата учебна година, да ги научат напамет одговорите и да добијат повисока оцена. Тие ученици вистински не се стекнале со знаења, а наставникот сепак ќе биде казнет за наводната негова неспособност за оценување. Екстерно тестирање од ваков вид има само во Македонија. Во Европа и светот се укажува на можни пропусти, се подобрува образовниот процес и нема казни за наставниците. Почитувани родители, наставници, ученици, знаеме дека ова е еден од најстресните периоди за вас и вашите деца ученици. Ги разбираме вашите реакции од штетните проекти на нелегитимната власт на Груевски, кои го создадоа хаосот во образовниот процес. Ставот на СДСМ е укинување на екстерното тестирање. Во својата програма, Социјалдемократскиот сојуз нуди евалуација на знаењето на учениците, но без внесување на оценките во нивните свидетелства и без казнени елементи во законските одредби за наставниците. На оние училишта што ќе покажат слаби резултати, ќе им биде дадена помош и поддршка за унапредување на наставата. Ви благодарам.